Оваа работа е многу по-напорна во однос на тоа што изгледа од страна. Би ја препорачал ако некој нема што, буквално што да работи, подобро и ова да го работи отколку да седи дома. А до кога би ја работил? Најверојатно до пензија, бидејќи имам скоро 50 години. Многу ми е убаво, така се излезам на терен ми е многу убаво. Да, пошто јас студирам музика, јас сум музичар и нема настани, нема свирки, нема ништо и ми беше предосадно. И не знам, почнав да барам работа и ми текна, викам, чекај да пробам деливери, никад немам работа, не знам што се дешава таму. Во тој свет. И искрено не зажалив. Ова се Зоки, Билјана и Љубен. Она што ги поврзува е што сите во моментов се доставувачи. На онлайн нарачки, брза пошта, пици. Сервисите за достава има работа и пред пандемијата. Седиш дома под пижами, те мрзи да излезеш по храна, а и зошто, кога храната може да стигне до тебе. Во скопскиот сообраќај повеќе се исплаќа да платиш достава отколку да бараш паркинг. Но во актуелната пандемија, доставата престана да биде каприц и луксус, туку стана потреба. Доставувачите знаат и буквално да им го спасат животот на оние во изолација, кои не смеат да излезат од дома. Јас сум Илина Јакимовска. Ова е епизода од подкастот Обични луѓе и им ја посветуваме на доставувачите кои секојдневно го шпартаат градот, пренесувајќи нарачки, храна, подароци. Останете со нас. Зоран доставува производи кои се продаваат онлайн. Користи автомобил и не е на процент, туку на плата од која вели дека се живее просечно. Бакшиш има, ама така. Со него разговараше Наталија. Еден од најголемите проблеми во оваа работа е тоа што голем дел од испорачувачите на пратки се несериозни, непрофесионални, па дури и преваранти и фантомски фирми кои што се служат со превара и ги лажат муштериите со лажни слики, со лажни реклами и со нереални цени. И она што треба државата да направи е да направи строга контрола кој може да се занимава со испорака на онлайн производи. Најлоши моменти се кога луѓе кои што се незадоволни од производот мислат дека доставувачот е виновен за тоа. Кога нема доверба во доставувачот и мислат дека им подметнува лош производ, одбиваат да примат производ заради тоа што не им е испорачано тоа што го нарачале. А караница? Караница имало. Зошто да плати 150 денари достава ако смета дека не треба, или ако врши замена на производ, зошто да плати услуга, а смета дека е вина на испорачувач, или зошто се му доцнел со испораката, или зошто е оштетен производот, разни типови на караници. Значи, одредени приматели на роба се малку препотентни, одредени, и сметаат дека треба точно во време кога ниф им одговара да им се однесе пратката, или ако не се на адресата која што е назначена на пратката, дека ја треба да ми однесам 10 км понатаму. Дома, на работа. Или ако е пратката адресирана на домашна адреса, тој е на работа, смета дека ја морам да одам кај него на работа. Слични ситуации. Ова се според него најголемите мани на неговата професија. Но има и моменти кога се чувствува дека неговиот труд се исплатил. Кога тој што ќе прими пратката е задоволен и кога ќе рече дека сум му ја доставил доста брзо и експедитивно и кога сум почувствувал дека навистина е среќен што ја примил пратката. Познанства нема заради тоа што не
остварувам блиски контакти со тие што ја примаат пратката. И нормално најубаво е кога ќе рече задржи го кусурот. Зоран вели дека пандемијата го зголемил бројот на нарачките, и тоа многу. Ризикот за зараза на доставувачите е голем, затоа што тие се постојано во допир со производи, готовина, постојано допираат кваки, копчиња на лифтови. Но и во нормални околности има различни предизвици. Например, ако си 8 часа на терен, каде да одиш во ВЦ? Бајле, кога се доаѓаш во фирма, прво што правиш се ги распределуваш пратките и си ги делиш со колегите, кој во кои реони оди, кој по кои улици треба да се движи. Товарење, превземање на роба со документација и тргнуваш на улица според адресите кои што ги имаш. Додека не ги помине сите пратки, кога ќе ги завршиш сите пратки, се враќаш назад во фирма. Тоа што не е испорачано го враќаш назад, се раздолжуваш финансиски. Кога пиеш кафе во сево ова? Скоро и да не пием кафе. Евентуално наутро пред да се натовари робата или додека не се распредели, може да се напиеме и имаме кафемат на работа, друго. Кафе во кафичи или на кафемати низ град не. А каде идеш во тоалет? По цел ден? Тоа е веќе парола снаđi се. Значи, дали е бензинска пумпа, дали е грмушка или... Не, тоа е многу релативно. Ова работа е многу по-напорна во однос на тоа што изгледа од страна. Би ја препорачал ако некој нема што, буквално што да работи, подобро и ова да го работи отколку да седи дома. А до кога би ја работил? Најверојатно до пензија, бидејќи имам скоро 50 години. Whatever you want, I got it by the dozen, got it by the pound. Give me a thought, I bring it on. It don't look so good in black and white. Don't believe in what you see. Don't matter what you do, no matter what you say. It's all enough to live by you. Yeah, yeah. COD, a direct delivery. ABCD, 4IP, ACDC. Yeah, the delivery man. Yeah, the delivery man. I do what I say. Yeah, the delivery man. I'm the Истовремено беше тоа. Возев точак активно, многу активно. И така ми дојде идејата. И почнав во 2016-та, таа идеја ми дојде. И нели
по искуството повеќе годишно во приватниве сектори, викам па зашто да не се занимавам јас со свој бизнис, а да има и бизнис цел и да придонесам у заштитна средина. Загаден воздух, Скопје е доста загадено. Ние сите, ако нешто правиме, тоа ќе биде супер да придонесеме многу заштита на животната средина. Билјана е необична доставувачка по најмалку две основи. Прво, затоа што иако е сопственичка на фирмата за брза пошта, до ден денес не се откажува од излегувањето на терен и разнесувањето пратки. Второ, што во незината фирма најголемиот број доставувачи се девојки и жени, прилично необично за наши услови. Незиниот став во однос на доставувачката работа е сосема спротивен од оној на Зоки. Весел и оптимистичен. Просто да посакате да работите за неа. Тоа е секојдневие кај нас. Мислам дека тоа е заслуга на доставувачите, затоа што се они фини, комуникативни и така ја тераме целата приказна на фирмата. И мислам дека тоа е заслуга на целата фирма, ако се они срекни, така барем е мојата филозофија, ако се они срекни ќе излезат на терен и убаво ќе се понашаат со клиентите. И има многу познанства, многу пријателства и они клиентите се задоволни, нашите се задоволни, сите се задоволни. Ако има проблем, тоа не е толку со клиентите, колку со лошата инфраструктура и сообраќајот. Тоа е еден како голем проблем, што немаме ние доволно инфраструктура во велосипедските патеки. Значи, тие што ги има не се доволно безбедни, затоа што не сме ние како народ едуцирани каде треба пешаците, каде треба точаците, каде треба колите. Тоа е најголемиот проблем у оваа работа. Точно, многу е тешко. Еве пример на Рузвелтова. Нема никаква патека за точаци, знаете, има на тротарот коли стојат, точакот мора да иде на улица. Еве мене ми се десило, јас идам со точакот, вршам достава, идам на улица, ме застанува полиција. И ми вика, зошто возиш на улица? И јас викам, господине, те молам, кажи ми кај да возам. Затоа што немам кај да возам. Добро, не може да возиш на улица. Па немам кај да возам, кај преку колите, не можам да возам. Морам на улица да возам. И сега и он се наоѓа во небрано, не може ниту да ми пише казна, ниту да ме кара, не може ништо. Како изгледа еден вообичаен работен ден? Од Самбајле се доаѓа на работа, се пие кафе, се кажуваат искуства од претходниот ден, кој како поминал, што му се десило. Секој има нешто, некоја случка да раскаже. Се распоредуваат пратките по реони, по приоритет. Нормално има приоритетни што се ван неговиот реон на некого што ќе однесе. И доставуваат пратките со комуникација меѓусебна цело време нормално. Се враќаат во канцеларија, се пие кафе пак, се распоредуваме се организираме за следниот ден и тоа е тоа. Што се однесува до тоа зошто ретко се среќаваат девојки доставувачки, ова е незиниот коментар. Мислам дека тоа е од нашите традиционални сваќања дека не треба да има девојка доставувач, дека она не може да го работи, не треба да го работи тоа. Ние сме имале случка во еден период имавме некои достави за Охрид и отидовме таму, цел тим отидовме таму да ги завршиме тие достави за еден ден и да се вратиме. И таму не гледа сите како ние да сме од некоја друга планета силнати. И они не прашуваат вие кој сте, шо сте, ние кажуваме, а не вика, не може, како, нема женски поштари. Ама ние не сме поштари, ние сме доставувачи. И на нив им беше баш чудно. И мислам дека тоа е тие традиционални сваќања дека едноставно девојче не сме и не треба да биде доставувач. Ама еве, со нашата теорија и практика
Се надевам и другиве фирми ќе почнат да го практикуваат тоа, да ги разбиеме тие стереотипи наши. Генерално, секој доставувач, без оглед дали е машко или женско, треба да ги има следниве квалитети. Физички да биде издржлив, да биде по природа активен и динамичен и да знае да се носи со проблеми. Да решава проблеми, затоа што реално на терен може све да се деси, да има проблем ете со клиенти, да има проблем со велосипед, со се дупнала гумата, го удрил некој, не дај Боже, се дешавали такви случаи, со кола да го удрат, да можеш да изреагираш во моментот така како што треба да изреагираш, без паника и да се средат сите тие работи. Апропо познанства со клиенти, Билјана има и една интересна приказна. Имаме дечко и девојка што се зема, што се запозна. Сега веќе имаат и дете. Браво, значи кој бил доставувачот? Девојчето беше доставувачот. Тоа беше баш интересно. Значи Девојчето беше доставувачот, се запознаа, се земаа, сега среќно се живеат, имаат бебенце. Сега чекаме да порасне малку бебето, да ни се врати девојчето на работа. супер, баш убава приказна. Љубен работи само неколку месеци на достава на пици. Работата ја нашол преку другар и вели дека за студент е измислена. Си седиш во кола, си слушаш музика, се движиш низ град цел ден. Подобро отколку работа на шанк или пред компјутер. А има интересни дешавки. Со него разговараа Андреј и Ангела. Па, најлошо ни е за викенд, пошто премногу полиција има и секад не застануваат, пошто сакаат да јадат пица. Да? Да, Шо вика? па ништо ќе не застанат и ќе почнат, сега ќе најдат нешто за да се фатат. Пример, не знам, не работела сјаличката, а колата немала полномошна, а не знам. Не сум дал жмигавец, сум свртал полукружно и нормално тоа се глупости, што значи дека сакаат да јадат пица. Аха. И те застанува и шо вика? И ништо ќе почнат прво и така меѓу редови ќе пробат да ти кажат демек да се направи нешто. И ќе им кажам да ве почастиме пица, сакате ли? Одма сакам. Да. А ти ја носиш таа пица за достава некој? Па да, ќе ми кажат, пример, ќе го остават бројче и ќе кажат таму и таму сме или си има десено и да дојдат да ги земат. Се случувало нарачката да се врати или луѓето да не сакаат да ја платат затоа што задоцнила. Бакшиш најмногу се остава на почеток на месец или ако пицеријата има некаква промоција. Се случува да остане и цела дневница од 700 денари. За наоѓање адреси се користи Google Maps и апликацијата Osmand. Караници со муштери имало, да. Се дешава, значи. Се дешава и тоа. Па зашо чекале, пример, многу, ако гужва, ќе ти се јави, сите гладни, нели, нервозни, ќе ти се јави, да, кај си, шо правиш? Убрзај, ајде, те чекаме. Ова не знам, немало нека таква апла караница со ваква. Со муштери. Мене еднашка ми си има десено. Са бајлечки да ми изнервира еден муштерија. Ми нарача пица и му ја носев. И му се јавив да прашам кај е поточна локацијата, пошто не ми ја даваше на мапа. И човеков почна ми се дере по телефон, чекале саат време, не знам шо. Среќа водиме евиденција кога е нарачана. И уствари чекале само пола саат. И шо, како испадна случка? Ништо искочи, човеков му ја дадов, не ми кажа ни збор. Му ја дадов пицата, ми даде, пари си отидов. После тоа цел ден нервоза ме биеше. Се случуваат изненадувања. Оној кој нарачува да му е всушност познат. Ми си има десено бивши да ми нарачуваат. Појма сум немал дека се они другарки, другари, што појма сум немал кај шо и ќе тргнам да вртам на телефонот, гледам ми искачал контакт. У контакт и Да. видиш. И како е приемот? Кога ќе се види? Ништо, се смееме, шо правиш, како си, ќе испушиме по една цигара. Тоа, ќе се договориме деме кај се видиме деновиве, усари никад нема да се видиме. Обично имаш време измеѓу нарачки? Па зависи. Ако е турбо, нема. И најсмешната случка за крај. Пази шо ми се деси. Еднашка
носам нарачка на еден тип. Беше викенд, мислам дека. И му звонам на типов да го прашам, пошто немаше оставено ни стан, ни вакво, ни кој влез, и му се јавив да прашам кој стан, кој влез, за да му однесам пицата. И му оставив пицата, му наплатив све супер, после пола саат ми стига порака на телефон. Морам да ја најдам за да ја прочитам, секунда. Прво ми стигна порака: остани, молим те, кога ќе си одат бар на пола саат, ја ќе те однесам дома после. Ја му вратив на поракава, грешка број имате. И после тоа типов ми пиша на Вибер, чекај тие пораки да ги прочитам, да ги најдам само. Еве ги. Ми прати кул стикерче и фати такси. И нема везе, не му вратив ништо на Вибер и стигам ја, после работа искочив, доаѓам дома и на кај 2,5-3 саат ми звони телефонот, вечер тоа, сабајле уствари. Добро. Ми звони телефонот и го гледам бројот дека е од типов. И му спуштам еднашка, ми звони пак. И му кревам, викам да, здраво. И овој, Ивана? Викам, не, викам, грешка број имате. И ми спушта, ми вика, окей, и ми спушти. После 2 секунди пак ми звони типот. И почна се расправа со мене како он уствари на овој број зборал со Ивана, кој сум ја и зашто го имам нејзиниот број. Ајде. И би се дере, едно добри 2 минути ми се дереше, и ја му викам, абе, друже, абе, пица Италијан, ти донесов преска пица, грешка број имате. И се изнасмеа типот, извини, тоа. Јас сум Илина Јакимовска, аудиомонтажа Бојан Угриновски. Во оваа епизода зирнавме во светот на доставувачите и нивните секојдневни предизвици. Следниот пат кога ќе ви дојде некој од нив на врата, бидете љубезни и оставете бакшиш.